Со неприфаќање на законот за амнестија за настаните од 27 април, власта ќе покаже дека е за една селективна правда во насока на оценување на претениците да гласаат за уставните измени, велат од ВМРО ДПМНЕ по вчерашната координација на претениците на оваа партија, откаде информираат дека во понеделник во писмена форма ќе биде предаден во собранието овој предлог закон. Од опозицијската партија велат дека очекуваат истиот да биде прифатен по брза постапка. Со негово неприфаќање по брза постапка да биде спроведен, власта само ќе покаже дека е за една селективна правда во насока на она што се нарекува уцена на дел од пратениците, кои што спротивно на сопствената волја, со самото тоа што се обвинети, осудени или имаат судски процес во кој што се обвинети, не може да донесат одлука по сопствена волја за едно вакво важно прашање како што се уставните измени. И покрај тоа што во јавноста постојат сериозни сомнежи дека дел од пратениците од опозицијата кои гласаа за отворање на промените во уставот биле уценети со судските случаи против нив, поради барање на законот за амнестија од владачката партија велат дека ВМРО ДПМНЕ е таа која правила брутален упад во правосудството. Предлогот на антизападното раководство на ВМРО ДПМНЕ е буквално брутален упад во правосудството. Како одговорна и државотворна партија се водиме да го почитуваме принципот на правна држава и во таа насока може да зборуваме за подавање рака, може да зборуваме за помирување, но никако не може да зборуваме за амнестија, кое што де факто значи упад во правосудниот систем. Инаку на вчерашната координација на пратениците на ВМРО ДПМНЕ според одредени медиуми се донела и одлука за формирање на една пратеничка група место до сегашните 10, информација која од партијата не ја потврдуваат. Во однос на уставните измени, портпаролот на опозицијската партија Наум Стоилковски кажа дека немале никаква комуникација со власта.